Naš gost je arhijepiskop Ohridski i makedonski gospodin Stefan. Vaša prava titula je zapravo duža, pa evo pojasnite nam. Најпрво Христос воскресе, поздрав до гледачите на Хрватската телевизија, со желби се најдобро. Ги поздравувам како архиепископ Охридски и Македонски, митрополит Скопски и на Јустинијана I. Како што рековте, долга е титулата од следниве причини. Јустинијана I е првата организирана црковна организација на овие наши простори. Потоа таа продолжила да живее во Охридската архиепископија, а Охридската архиепископија е возобновена како Македонска православна црква. И сите тие именувања на црквата и на нивните поглавари ги наследив како архиепископ на Македонската православна црква, која е возобновена на темелите на Охридската архиепископија и на Јустинијана I. Како и када е основана Македонска православна црква? Христијанството на македонските простори е старо колку и христијанството на овие, да речем, балкански и европски делови. Имено познато е дека апостолот Павле имал своја мисија и чекорел по македонската земја и тој е првиот проповедник на Светото Евангелие во нашиве краеви. Потоа ја спомнав Јустинијана I, црква која е организирана во времето на императорот Јустинијан, кој потекнува од близината на Скопје, и во негово време постоела таа позната црковна организација како Јустинијана I, која ќе продолжи да обстојува во организацијата на Охридската архиепископија, која од 9-тиот па се до 1767 година постоела како Охридска архиепископија, позната и на црквата на исток и на црквата на запад. Охридската архиепископија постоела до 1767 година, кога е укината со одлука на високата порта на Отоманската империја, и потоа христијанството на овие простори и историјата на Македонија ќе ја има и она се што ќе се случува на Македонија ќе се случува и на црквата. Познато е дека со балканските војни и по балканските војни Македонија ќе биде поделена. Вардарскиот дел припаднал во тогашното кралство на србите, хрватите и словенците, во составот на Србија, нели, на кралството на србите, јужниот дел 51% од Македонија во грчката држава, а источниот, пиринскиот дел под Бугарија. Црквата во Македонија не можела да се обнови се додека не се обновила и македонската држава. По Втората светска војна, Македонија, односно тогаш Народна република Македонија, станала федерална единка во Југославија и се создаде услови да се обнови црквата во Македонија. Така се одржани повеќе заседанија, повеќе собори. Уште во 1943 година, на првиот ослободен дел во Македонија во Издеглавје во Дебарца, Охридско, свештениците од слободната територија се организирале на едно собрание и донесле одлука да не признаваат ниедна црковна јурисдикција, туку да се работи на обнова на Охридската архиепископија. Тоа ќе го направат и свештениците на конференцијата своја во Скопје, на првиот црковно-народен собор и дури во 1958 година на вториот црковно-народен собор во Охрид е обновена Охридската архиепископија во лицето на Македонската православна црква. Тогаш е избран и првиот возобновител архиепископот Доситеј, а 1967 година е прогласена и незината автокефалност. Представите дjelовanje Makedonske pravoslavne crkve danas. Македонската православна црква е организирана овде во македонската држава и во диаспората каде што живеат иселените македонци. Има 12 епархии, 8 епархии се во татковината и 4 епархии во диаспората, 2 во Австралија,
во Соединетите Американски држави со Канада и за Европската епархија. Имаме 13 архиереи, двајца викарни епископи, кои ги раководат епархиите во татковината и во диаспората, Средно богословско училиште, Богословски факултет. Бројноста на верниците кои припаѓаат на Македонската црква, ќе речам дека се повеќе во диаспората, отколку денес што ги имаме во татковината овде. Некаде бројката би изнесувала некаде околу 1,5 милиони во татковината и 2 пати повеќе надвор од татковината. Тоа е судбината на македонскиот народ, на Македонската црква, но фала му на Господа што нашинците кои се иселуваат, кои се иселени со стотици години, се организирани во најголем број во македонските цркви. Ја користам приликата да кажам дека и во пријателска Хрватска македонците успеваат да се организираат најмногу благодарение на хрватската влада, на градот Загреб, Сплит, Риека, последно време се собираат и во Осијек. Тоа покажува дека народ кој го сака Бога, го сака и другиот човек, другиот народ, и македонците благодарение и на тоа се прифатени добро во земјите каде што се иселени и во Хрватска, и во Италија, во европските земји, а особено се добро организирани по старите иселеници во Соединетите Американски држави, во Канада, во Австралија, каде веќе ќе речам вековно иселеништво имаме во тие земји. Ја користам приликава да заблагодарам на градот Загреб, на градоначалникот на градот Загреб, на властите на Хрватска, кои на македонците кои живеат во Хрватска секогаш и подаваат рака и помагаат за се она што имаат потреба и околу доделувањето на површината за градба на храм во Загреб и секако и одстапувањето на храмовите што го прави католичката црква на Хрватска, која им дава храмови македонците да можат да одржуваат богослужби и да ги празнуваат своите празници. Ја користам можноста наискрено да им заблагодарам и при ова прилика и да ги поздравам и да им посакам се најдобро од Господа. Idemo sada malo konkretnije. Kakva je suradnja Makedonske pravoslavne crkve sa hrvatskim vlastima? Секогаш кога говорам за тоа како новите татковини, новите држави во кои се населиле македонците, а ги уживаат сите права, најчесто ја земам за пример Хрватска. Од причини што она што оправдано го побаруваат иселените македонци, секогаш тоа и го добивале и во градот Загреб и насекаде каде што има концентрација на македонци доселени во краевите на Хрватска. Ова го истакнувам затоа што сум имал можност и при посетата на Загреб да ја почувствувам топлината, срдечноста, гостопримството што хрватскиот народ го покажувал кон македонците. Не можам да го заборавам поставувањето на камен темелникот, кога представници на државниот врв на Хрватска присуствуваа и се радуваа заедно со македонците кои живеат во Загреб и околината. Ја користам приликата да заблагодарам и да кажам, да искажам надеж дека очекувам побрзо завршување на храмот во Загреб и за повторно да се радуваме со раководителите на Загреб и на Хрватска. Sada idemo malo još u Makedoniju. Kakva je suradnja sa katoličkom crkvom ovdje u Makedoniji? Како поглавар на Македонската православна црква ќе истакнам дека соработката, односите со другите верски заедници се онака како што доликува да бидат. Имено имаме отворена соработка, се дружиме, соработуваме, си честитаме празници, се дружиме за празниците, зашто она што го говориме, ако не го правиме, би биле, не би било вистина тогаш тоа што го говориме, ако не покажуваме љубов, разбирање кон другите. Особено ќе истакнам соработката со католичката црква во Македонија, со бискупот Киро и со свештенството на католичката црква и со народот. Нема празник да не дојдат представници на католичката црква, верници, да ми честитаат овде
во просторите на Македонската православна црква за секој голем празник што го празнуваме. И тоа ги одразува односите со католичката црква во Македонија, а верувам тоа придонесува и за нашите односи и со Ватикан. Каква е сурадња sa осталим вjerским заедницама у Македонiji? Во Македонија по бројност втора е исламската верска заедница, со која ќе речам дека имаме меѓусебно почитување, иако некои случувања во минатото оставиле своји траги, кои од време на време некој сака да ги употреби и злоупотреби, но како Македонска црква се трудиме да покажеме коректен однос, да покажеме љубов кон секого, без разлика на верската припадност. Сакаме разликите да си ги почитуваме и она како што сакаме нам да ни се прави, се трудиме да го правиме и кон другите. Idemo se sada malo još osvrnuti na papin posjet Makedoniji. Evo kako vi to komentirate i kako vi doživljavate prvi posjet jednog pape Makedoniji? Од името на Македонската православна црква и при оваа прилика би сакал да го поздравам доаѓањето на неговата светост во Македонија, кое го разбирам како потврда на пријателството со македонската држава и Ватикан, а секако и можност папата да го посети малото стадо во Македонија, како што самиот најави. Ватикан и Македонија имаат долга, ќе речам, децениска, вековна соработка и контакти. Тоа се потврдува и со тоа што Македонија ова година по 52 пат ќе биде гостин на Ватикан, делегација на Македонската православна црква и Македонската држава во чест на Свети Кирил, кој е еден од врските меѓу Ватикан и Македонија. Гробот на Свети Кирил се посетува, велам, повеќе од 5 децении. Инаку, Ватикан е меѓу оние институции меѓу оние цркви кои на Македонската православна црква наискрено и најрано и ги отвориле своите врати. Во Ватикан се школувале многу наши професори, многу наши архиереи, кои се членови на сегашниот состав на нашата света црква, повеќе на наши професори на Богословскиот факултет, во Средното Богословско училиште. Тоа говори за пријателството и онаа љубов што Ватикан ја покажувал кон нашата црква и кон нашиот народ. Ни се давале можности да студираме, да се унапредуваат, и во магистерски студии, и во докторски студии. И ја користам приликата и преку Хрватската телевизија да му заблагодарам на Ватикан за она што го направил за кадрите во Македонската православна црква. Јас сум еден од тие, имав прилика да студирам во Бари на Институтот Сан Никола со согласност и со стипендија на Ватикан, за што искрено и при оваа прилика благодарам. Hvala vam na ovom razgovoru i želim vam puno uspjeha u daljem radu. Ви благодарам и на вас и поздрав до пријателскиот хрватски народ и во црквата Христова во Хрватска. Благодарам.